Бидејќи се работи за една единствена точка, утврдување на предлози за избор на членови на Советот за јавни обвинители на Република Македонија, кои што ги избира Собранието на Република Македонија, а бидејќи се работи по два различни огласи, прво сметам дека најмалку што треба е да ги одвоиме по огласи, за да видиме колку пратеници се извинувам, колку заинтересирани кандидати се јавени за избор на член на Советот за јавни обвинители, поединечно за секој од овие два огласи, а потоа дискусијата може да биде заедничка, меѓутоа гласањето да биде поединечно. Јас ќе давам предлог пред утврдувањето на дневниот ред да вториот оглас кој што го имаме за избор на еден член на Советот за јавни обвинители, кој што е објавен во Службен весник број 154 од 2022 година, од 7.6.2022 година, на кој што имаме пријавено само еден кандидат за избор на член на Советот на јавни обвинители, да го поништиме и да распишеме нов оглас, како би можеле да потигнеме поголема конкурентност и компетиција помеѓу кандидатите, односно членовите, затоа што за избор на еден член за Советот за јавни обвинители, со еден пријавен, сметам дека не ја дава реалната слика и состојба на она што значи судство во државата. Сведоци сме деновиве што се случува во Судскиот совет, да не дозволиме вакви ситуации дополнително да има и во Советот за јавни обвинители. Дополнително, значи, тука ќе завршам, за потоа повторно ќе се јавам за збор, не би сакал сега персонално да навлегувам во елаборацијата на кандидатката за член на Советот на јавни обвинители, меѓутоа би побарал комисијата да се произнесе по ова мое барање, а тоа е да го поништиме овој вториот оглас од 7.6.2022 година, па потоа ако треба да дискутираме и да направиме избор од првиот оглас кој што е од 18 февруар 2022 година. Затоа што спојување на два различни огласи во една иста точка, дискусија по нивната, прво не ми оди некако технички, да речам, самата точка, а второ, барањето е конкретно поништување на вториот оглас и потоа, доколку има точка на дневен ред, избор на член, да се дискутира по првиот оглас од 18.2.2022 година, затоа што таму имаме поголем избор, односно тројца пријавени кандидати и ќе може да се продискутира, па ако се дојде до заедничко решение, да се направи овој избор. Обврската е голема наша и сметам дека вие како владеачки пратеници треба малку повеќе да размислите за ова, затоа што она што се случува во Судски совет е делумно и наша кривица, затоа што лесно поминуваме преку кандидатите, обично поминуваат изборите со дојава од партиските седишта и затоа се наоѓаме во ситуација во која што се наоѓаме, а тоа е неуставниот промена на претседателката на Судскиот совет, која што, ако не слушавте нас, немаше ни да биде претседателка на Судски совет, ама веќе кога е претседателка на Судски совет, и нејзиното назначување, па и разрешување во најмала рака, да кажам, скандалозно. Затоа да заклучам, барам раздвојување и потоа дискусија, односно поништување на огласот од 7.6. мислам беше 7.6. на 6.7.2022 година. И комисијата да гласа, односно да гласа за предлогот кој што го давам јас. Благодарам.